Слушате на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Премиерот Христијан Мицковски и министерот за локална самоуправа Златко Перински денеска ќе посетат општина Кавадарци во рамки на теренските посети, каде што срцето е дома, и ќе извршат увид во градежните активности на повеќе проекти. Мицковски и Перински напладне ќе извршат увид во градежните активности на кружниот тек вон офатна на регионалниот пат Росоман Кавадарци. Изградбата на кружен тек е на површина од 2700 метри квадратни, инвестиција е преку унгарскиот заем, грант од владата со вредност од 11,300 милиони денари со ДДВ. Потоа ќе присуствуваат на пуштање во употреба на улица 8 септември, која е целосно реконструирана во должина од 2,5 километри. Инвестиција е преку унгарски заем во висина од повеќе од 9 милиони со ДДВ. Во селото Сопот ќе биде отворена спортска сала во која има корисна површина од 500 метри квадратни. Инвестиција на општина Кавадарци во висина од 22 милиони денари. Ќе биде отворен и регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравствено во општина Кавадарци, ќе се изврши и увид на градежните активности на Моклишки водовод, местност Моклиште, проект преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Се работи за изградба на водоводна и канализацијска мрежа и реконструкција на каптажите во местноста Моклиште. Денот на трудот со протест на улица го одбележа представниците на Сојузот на синдикатите на Македонија. Тргнаа од пред нивното седиште, а барањата ги пренесоа пред собранието, Стопанската комора и владата. Минимална плата од 500 евра, зголемување на сите останати плати за 100 евра и почитување на колективните договори беа главните барања на ССМ на првомајскиот протест. Со транспаренти, знамења и гласна музика. Точно во 11 часот се собраа пред работничкиот дом, откаде се упатија кон собранието. Упатија критика на пратениците за високите плати и патни трошоци и им свртеа грб. На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Оттаму тргнаа кон Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да не се кријат, затоа што работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Овие се газди бескич пењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памуče и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се одселија да бараат леб во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Протестот заврши пред владата. Нејлинденска гласно кажаа дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади. Не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволна. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно. Ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во општеството од нас работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе? Исто како и пред собранието, граѓаните извртеа грб на владата. Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност. Затоа што 500 евра плата не е доволно. Затоа што две минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство. Конфедерацијата на слободни синдикати денеска не излеза на протест, бидејќи според нив социјалниот диалог е добар и проблемите се решаваат на маса. Мартин Арсов, Сител телевизија.
1 мај, празничниот ден, дел од работниците го одбележа на традиционален начин на излет со скара во друштво со пријателите. Излетничките места беа полни, а временските услови погодни. Ракија, зелка, скара. Излетничките места во Скопје преполни за денот на трудот. Граѓаните го искористија слободниот ден за традиционален првомајски пикник. Сител направи обиколка низ градот. На патот на кај Марков манастир имаше колони возило уште рано наутро, но атмосферата која владееше ги оправда гужвите. Од двете страни на реката толпа граѓани со софри уживаа во сонцето и пријатната температура. Преовладуваше мирисот на скарата, веселата музика придонеса завидно расположени скопјани. Како си поминувате? Еве, се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распределија обврските на мажите и на жените? Гледам, вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работата и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа. Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кое место ти е највкусно тебе? Пилешко. Колони од автомобили беа паркирани и наводно. Дел од граѓаните уживаа со софра на летниковците. Други го искористија денот да спортуваат. Гужви имаше и грешичарата. Полн беше и градскиот парк. Сонцето ги примами граѓаните да прошетаат и да уживаат во слободниот ден. Габриела Лискова, Сител телевизија. И на денот на трудот власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат кој што направил за работничките права и како се трошат парите на граѓаните. Претставителката на државата беше единствената која јасно порача дека работниците протестираат со право. И на меѓународниот ден на трудот власта и опозицијата со меѓусебни препокувања. Кој колку троши во кафеани и се грижи за работниците. Од СДСМ со обвинување дека првите 4 месеци годинава владини функционери потрошиле 30.000 евра во луксузни скопски ресторани. Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека, замислете, 400 евра се доволни за живот. Нема пари за плати, но затоа има пари за гоштевање на министрите. Ова, почитувани, не е расипништво. Ова е буквално изживување. Ова не е власт на граѓаните, ова е елита што се изолирала од сопствениот народ. Од владата ја демантираат СДСМ дека сметки од услугите во бифињата што ги плаќаат вработените ги прикажува како трошоци за ручеци на министри. Од ВМРО, ДПМН пак на опозицијската партија и вратија дека се гладни, ама не за правда, туку за враќање на криминалниот луксус. Вела дека ги подражуваат работничките права, но не и политичкото водство на синдикатите. Како очекуваме Трендафилов да ги разбере работниците? Да објасни во кој дел сочувствува со позицијата на работниците кога земаат плати над 2000 евра. И како тоа неговите ставови се исти како и тие на СДС, Левица и ДУИ. И што барал на состанокот со СДС неодамна и какви инструкции му дале и дали му се доволни 2000 евра плата месечно, додека ги лаже и злоупотребува измачените работници чии права и плати се реално ниски. Освен партиските препокувања, на меѓународниот ден на трудот порака испрати и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која вели дека 1 мај е ден кога работниците и синдикатите со право протестираат за повисоки плати и пошироки права. 1 мај е вистинскиот ден кога ние, носителите на власта, треба да се запрашаме. Дали и како се остварува правото на работа? Дали секој има слободен избор на вработување? Дали вработените се заштитени при вработувањето? Дали се соодветно материјално обезбедени при невработеност? Дали секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Дали заработувачката е соодветна на трудот? Дали секој вработен има право на дневен, неделен и годишен одмор? Дали се почитуваат колективните договори? Порача председателката Силјановска-Давкова. Сања Димитровска, Сител телевизија. Председателот на САД Доналд Трамп потврди